Над 60.000 граѓани пред владата ветер во грб за Гордана Силјановска-Давкова за горда Македонија. Стево Пендаровски, далеку поскромно, на стартот на кампањата остана и без човекот на кој му бил поддршка во најтешките моменти, кога беше прифатен францускиот предлог, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски. Тој наместо да го поддржи во Прилеп, отиде на ифтар во Сарај. Реки луѓе во Скопје кажаа дека бараат промени, бараат Македонија повторно да се издигне, да не се подчинува веќе пред соседите, да се врати нормалниот живот на граѓаните. Ницкоски порача дека време е повторно сите во Македонија да бидат граѓани од прв ред, бидејќи во моментов тоа се само функционерите на СДСМ и ДУИ. Со гордо крената глава ќе кажеме имаме држава и таа е нашата Македонија. Таа е наша. Таа е наша и се гордееме со незе. Има надеж, верувај во себе. Силата е во секој од вас, во секој еден од нас. Порачуваат дека за промени во државата е потребна смена на централната власт и на првиот човек на државата. Бог ја благословил Македонија. Благословена е да тргне во нови победи. Да живее Македонија. Заради вашата гордост, заради гордоста на Македонија. Македонија повторно горда. Од трката не се откажува и Пендаровски, тој без поддршка на највисокото раководство на СДСМ ја започна кампањата, во Прилеп го немаше Ковачевски, го немаше ниту Спасовски, Битики, Маричич, Филипче и други највисоки партиски функционери. На митингот кој траеше само половина час, единствен се обрати Пендаровски, кој говореше 12 минути, а преди потоа беше испеана по една песна. Оттаму актуелниот претседател реши повторно да ја нападне опозицијата, но и да признае дека актуелната власт не успеала во своите политики. Болката на сите ни е таа, децата и внуците ни одат надвор, затоа што овде ја немаат вистинската шанса. Прашуваат, нема место каде што сум поминал, нема граѓанин, човек со кој сум се сретнал, а да не ме прашал како тоа барем да го намалиме. Иселување, тој глобален феномен го има во најбогатите држави. Наместо да му биде поддршка на Пендаровски во Прилеп, Ковачевски беше во Сарај, каде се сликаше дека бил на ифтарска вечера. Ми беше чест што вечерва присуствувам на ифтарската вечера на која што домакин беше општинската организација на СДСМ Сарај. Рамазан е месец на обнова на душата и телото, шанса да се согледа и прифати вредното. Ифтарските вечери се можност за охрабрување и негување на нашата заедница, повод за обединување, за зближување со семејството и со пријателите. Разликата во поддршката може да се види и на социјалните мрежи. Христијан Мицкоски на објавата за големиот митинг има повеќе од 20.000 лајкови, додека Ковачевски воопшто нема ниту објава за митингот, а на објавата за ифтарот во Сарај има помалку од 300 лајкови. Поради рамазанските пости, албанскиот политички блок се уште не почнува со класични митинзи. Кампањата ја започнуваат со трибини и панел дискусии. На една од нив Бујар Османи порача дека единствена шанса ни е да го менуваме уставот. Ние немаме алтернатива освен уставни измени веднаш по изборите, пред формирање на влада, отварање на поглавја и затварање на поглавјата до 2028 година. Бидејќи ние сме веќе стигнати до 50% од европското аки, веќе е дел од нашето аки. Нас уште пола пат работа не очекува. Својата кампања стартува и другите кандидати, таравари при промоцијата на своите планови, порача и дека по 9 мај Македонија ќе има нова влада, а СДСМ и ДУИ ќе заминат во опозиција. Македонија е парламентарна демократија. Председателот во Македонија има исти овластувања како и председателот во Косово, Албанија, Грција, Германија и секаде таму председателот се избира во собранието. Нашиот услов е председателот да се избира во собранието со 2/3 од гласовите и со бадантер. Иако не може во 2 наврати да се избере, третиот пат да се бира со просто мнозинство или 61 пратеник и бадантер. Билјана Ванковска, поскромно од сала во Домот на културата во Струмица, порача дека време било да се врати достоинството на нацијата. Максим Димитриевски пак откруше во изјави дека е за продолжување на европскиот пат на државата со заштита на државните интереси. Стефче Акимовски во Тетово пак повторно со иста реторика дека ќе го променел црно-белиот свет на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Јас ќе бидам една и единствена меѓу седумината која ќе се разликува по она што го нуди, по начинот на кој го презентира, аргументите кои ќе ги
приложам при тоа и визијата за една поинаква Македонија. Ке предложиме уставни измени за внесување на хрватите, црногорците и бугарите во преамбулата со одложена правна важност, кои ќе стапат на сила во истиот момент кога Република Македонија ќе стане полноправна членка на Европската Унија. Имаме сериозна причина многу да разговараме за тоа како Република Македонија натаму ќе развиваме, и тоа е уште поголема причина да разговараме на највисоко ниво, односно кандидатите за председатели на Република Македонија. Кампањата за првиот круг трае до 22 април, а веќе вечерта на 24 ке се знае кои 27 темена повторно ке се соочат во вториот круг на 8 мај.